civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Како невладина организација која сака да учествува во некаков проект, не можете да планирате ако не ги знаете бројките на теренот. А тоа можеше да се постигне и сега конечно и сме во таква ситуација да го постигнеме, да знаеме каде се наоѓаме, кон кого се обраќаме, колку да отпечатиме, колку луѓе да подготвиме за одредена теренска работа и така натаму. Значи, не важи само за бизнисот, важи и за секторот каде што и ние се наоѓаме, се разбира и за многу други клучни сектори. Вие не можете да планирате здравство ако не знаете колку пациенти ќе имате во одредена област. За професионалниот аспект на спроведување на пописот можам да дадам само една илустрација, се разбира има детални, обширни, навистина длабоки извештаи на Цивил кои се веќе објавени, допрва ќе има во кои се опишува текот, меѓутоа би сакал една илустрација да дадам за професионалниот аспект на спроведувањето. Лично како граѓанин имав прилика да видам како функционираат попишувачите на терен. Го поделувам истиот став, истото искуство и се разбира гледано од аспект на јавната комуникација, Државниот завод за статистика изненадува со квалитетот на својата јавна комуникација, кој е секогаш одмерен, високо професионален и воедно, еве можам да кажам и како новинар, најмалку еднаш неделно добиваме многу интересни инфографици кои се направени со максимален професионален и креативен капацитет кои користат за медиумската и јавната наобразба за тоа што одредени аспекти на статистиката со која се бави со овој државен завод може да помогне во низа други работи, ако ништо друго барем за наобразба, а се разбира и за многу по-сериозни, конструктивни активности во општеството, во бизнисот, во политиката. Што се однесува до политичкиот дел на целиот попис, јас би сакал на целиот процес би сакал да споделам една анегдота, мислам дека веќе еднаш ја споделив, меѓутоа мислам дека може и сега да се каже. Во мојата редовна комуникација со странски колешки и колеги, во една прилика бев запрашан, мама што сте толку многу зафатени, што се случува во вашата земја? Јас велам, знаете, се случува попис. Како и тоа би требало да биде тоа голем проблем? Па викам, мене сега ми е многу срам и незгодно, меѓутоа да, пописот кај нас веќе со децении, значи не само со една година, веќе со децении е високо политичко прашање, кое има потенцијал да го разниша јавниот дискурс и да ги попречи и другите процеси. И се разбира, објаснив дека тука има една многу сериозна, многу тешка злоупотреба на позицијата да се биде во политиката, значи политичките ентитети едноставно бескрупулозно, без нималку свест, совест и одговорност за тоа што може да направат, колку може да наштетат на својата земја, го нападнаа процесот на најразлични можни начини, не велам сите, меѓутоа еден дел од политичките ентитети, познати се во јавноста, да не ги спомнуваме, кои во спрега со своите медиумско-пропагандни машинерии се обидуваа да го попречат пописот на најразлични начини, меѓутоа она што најмногу пречи не е само самата кампања за да довлече одредени политички поени или да ги доведе тие политички ентитети во некоја предност пред другите. Туку, кога вие напаѓате една ваква операција, која е статистичка, која е професионална, која се базира на статистика и така натаму, вие всушност ја разлишувате довербата во институциите, во целост. Ја разлишувате довербата во се што може да подразбира столб на некаква доверба врз која се темели одредено живење или постоење на една држава и на едно општество. Кога вие можете да нападнете така и толку релативно успешно беше во еден период,
после тоа, нели, со смиреност, со факти, со аргументи се врати таа доверба, меѓутоа кога и што се гледа исто и од ниската бројка на бойкотирачи, вие имате ситуација во која забележувате една стратегија која е подолгорочна и која впрочем ги разнишува темелите и на безбедноста, меѓутоа и на општеството, на економијата, на образованието и така натаму, и пред се мора да се каже и на меѓуетничките, односно односите меѓу заедниците. Сите, и не само меѓу етничките, туку воопшто сите заедници во земјата. И тоа е еден многу сериозен проблем кој треба да ги замисли и оние што се грижат за безбедноста и за развојот на државата. Што значи дека вие не можете да го гледате тој процес изолирано. Исто како што статистиката задира во сите можни сегменти во општеството, во бизнисот, во економијата и така натаму. Исто така, нападот на тој процес може да се забележи дека е всушност напад на целото општество, односно на стабилноста на општеството и на државните институции. Тоа е еден проблем со кој треба да се соочиме многу скоро, ако веќе не е доцна. Но интересното е што кому ова му оди во прилог, на крајна линија, значи кој е последниот тој или првиот на скалата, на кого што му оди. Северна Македонија не е изолирана воопшто, не е изолиран остров и сето тоа. Земјата е дел од еден турбулентен, доста ровит регион, Западниот Балкан, воопшто Балкан, каде што знаеме дека се вкрстени копијата на интересите на повеќе различни и регионални и глобални сили. И тука можеме да извлечеме заклучок дека и тоа и да го аргументираме со факти и со податоци дека еден дел од политичките ентитети злоупотребуваат демократската структура на државата во која регистрираат ентитети кои после тоа работат против македонските национални интереси. И тоа е една констатација за која сигурен сум дека ќе биде во овој момент додека зборувам, веќе се подготвуваат коментари на Facebook кои ќе одговорат жестоко, со жесток познат жесток вокабулар, меѓутоа ни најмалку дискредитацијата на тоа што јас го говорам сега и е базирано врз основа на набљудување и на анализи, тоа нема да ја намали значајноста, односно да ја намали тежината на проблемот за кој зборувам овде. Јас би кажал дека од овој процес треба да извлечеме 3 лекции, ќе ги кажам само насловите за во перспектива. Прво, од процесот треба да научиме дека тој беше предмет на политичко-безбедносна обработка. И дека тој процес треба да им укаже на институциите, ова е веќе под насловот на текстот, да им укаже на институциите потреба дека треба да го направат и општеството и институциите поотпорни на ваквите напади. Втората лекција што би препорачал да ја извлечеме е за тоа дека информацијата е од пресудна важност. И се разбира, дезинформацијата е тука за да ја дестабилизира државата, односно институциите, затоа информацијата е од пресудна важност. Ако пред 20 години предвидуваа дека ќе се води Третата светска војна за вода, всушност малку погрешија, затоа што ќе се води и се уште се води борбата на влијанија, не мора да биде тоа војна, борбата на влијанија се одвива преку информации. Колку подобра информација, толку помоќен ќе биде ентитетот кој е носител на таа информација. И се разбира, третата лекција е да изградиме начини, вредности кои ќе не направат повеќе поотпорни институциите, да ги направат поотпорни на политичките влијанија и притисоци. Тоа го гледаме еве и од исказот на господјата, го гледаме и од исказот на многумина, меѓу другите и директорот Симовски кој е тука. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.